Цивил медија. Еден од предлозите кои нашата организација ги даде до парламентот и до владата во фазата на подготовка на самиот закон беше дека Државната комисија за спречување на корупцијата би требало да има буџет кој се заснова врз основа на процент од буџетот на државата, од годишниот буџет. Тоа е пример кој го не измисливме ништо ново со тоа, тоа е пример врз основа на кој се раководат буџетите на соодветните институции, на антикорупцијските комисии во соседството, во регионот, меѓутоа тоа се и светски искуства. Значи, секоја држава, за да обезбеди што е можно поголема независност на антикорупцијската комисија во својот систем, таа оди на тоа да одреден фиксен процент од државниот буџет за една година. Еве Црна Гора 0,2%, 2%, 0,3% и така натаму. Тоа е државниот буџет на државата, ако е тој повисок, тогаш ќе бидат и повисоки нивните средства, ако е понизок по небедната држава, соодветно оди намалување и таму. Но е гаранција за независност на оваа и тоа како важна и деликатна институција. Со други зборови, не оди процесот на одобрување на средства на парламент, каде што функционери, нели, пратеници, би требало да гласаат за износ на пари за институција која нив ќе ги контролира. Не, едноставно оди со процент од буџетот. И тоа беше наша многу силна, многу црста препорака, која за жал не помина во законот, но тоа не значи дека ние ќе се откажеме. Значи, има тука една друга работа. Министерство за финансии кај нас има неприкосновена улога во одредување на буџетот. И проба на повеќе начини тоа да го одземат, меѓутоа се уште се држи целата концентрација во Министерството за финансии, во Министерот за финансии и еден целосен буџет да се брани пред собрание. Мислам дека таа компонента е малце повеќе изразена. А од друга страна, ако и нека биде така, ја не викам да не го браниме буџетот и да ни дадат, да речеме и да е таков процент 0,2-0,3. Отчетност треба да има. Кога ќе се носи буџетот, значи треба да се каже планот во собрание. Конечно ние сме комисија избрана од собранието. И ние треба да кажеме овој буџет ќе го искористиме за тоа и тоа и тоа. И пратениците треба да знаат. Зашто, бидејќи всушност нели тие се народот, избраници на народот. Народот треба да знае зошто таа комисија ќе ги троши парите. Тоа што го направи со СЈО мене не ми се допаѓа, без разлика што се сакаше да се обезбеди независност и се, од многу пари боли глава, кој што гледаме, и на човечко око никогаш не му е доста. Персонално, ама како што гледате, никогаш на некои луѓе не им е доста, без разлика колку да им даеш пари, не им е доста. Изборот на персонал е многу битен. Се согласувам. Затоа и ние не случајно, а и наметнато, малце и беше и јавноста многу сензибилизирана ние кога ни започна мандатот, се отворија прашањата за непотизам и буквално медиумите беа преплавени со такви прашања и почнавме нели баш со тие прашања за непотизам. Всушност клучното е тука. Дали прави луѓе се ставаат на право место или влијанието. И кога мене еден господин политичар ме каже, моето дете не може да работи дека е мое дете, извини. Твоето дете ќе работи ако само по себе е добро, а не зашто е твое дете. Иде зашто не е тоа, зашто е твое дете. И затоа во сите овие отворени случаи за непотизам побаравме да има критериуми за избор кои што ќе обезбедат квалитет. Оти ние ако се фатиме овој на овој му е овој, ние сите сме поврзани. Малку сме. Ама ако знаеме да кажеме, чекај, ти си подобар од мене, со среќа нека ти оди таму затоа што имаш подобро школо, затоа што си повеш, затоа што си ова, нели сите критериуми ќе се наредат, така ќе бидеме сите среќни и задоволни. Зашто за секого има место под сонцето. Не може фризерката да оди во во елем. Или мислам милион случаи са без па добро, затоа и се бориме. Прво прашање што го отвориме е тоа. Прво прашање што го отворивме е непотизмот. Значи за да се престане и верувајте,
јавноста ги гледа само овие предмети што нели беа звучни, меѓутоа кај нас доаѓаат буквално предмети од секакви општини, локални училишта, не знам што, и сите ги гледаме. И покрај тоа што имаше различни мислења, дали фокусот треба да го ставаме на условно речено на ситни предмети или не. Мојот став беше дека треба да ставаме фокус на све, бидејќи ако сега тука од Скопје за некој тоа локално училиште, за него тоа е живот, бре. Така е. Мислам, не можеш ти да, тоа е веќе селекција, така? Така е. А ние рековме ќе се бориме, не е селективно. Подобро нека почека, нека не биде во рокот, ја кажувам, ние сега не можеме роковите што ни се во закон да ги запазиме за предмети. Јавно кажувам, нека ми обезбедат све, па тогаш нека ми речат зашто не си ги запазила роковите, така? Значи не можеме роковите, ама кога ќе го изработиме, нека си биде како што треба. И готово. Значи секој заслужува внимание. Што се, па во малите места па тоа уште повеќе изразено, председателот на совет дали имал влијание за вработување во ПУИК. Па тој председател на совет е како премиер на држава во мал град. Така? Тоа е точно. Па така му доаѓа. Кој чувствува, не сите ќе се сложат овде. Пример, јас ќе ви кажам, ајде нека не Нема ќе така да бидете сигурни се сите ќе се служат. Кој наметнувате мислење на тој начин. Знаете што? Сакаш ете да, пример, собственото дете, примерно, ете да проба да се вработи некаде и знаете првото прашање што е? Дали се член на Кој ти е партија? врска? Додека не го тргнеме кој ти е врска и да гледаме дали има квалитет или не, или ако примаме 50 луѓе и не ставиме црвена линија кај 50, институциите ќе пропаѓаат. И па затоа и пропаѓаат. Ќе пропаѓаат, ама повторно се и знаете што е најголемиот проблем? Дискреционото право на политичарите, на министрите. тоа. Додека не го тргнете дискреционото Па право. тоа се бориме ние против тоа. Ама не, оно треба да се тргне или ќе правиме држава како што треба, праведно. Луѓето не бегаат од сиромаштво и држава. Бегаат од неправедност. Точно така. Дури и добро ситуирани луѓе си одат затоа што не им одговара вакво обкружување. И за националности, пример, ќе оставиме 10 места за националности. Не, нема тука македонци, албанци, турци, роми. 50 примаме. Ако треба, ако има 20 албанци кои се до тие 50, зашто се делиме на албанци, македонци и роми? За сите исти. Нели сме исти? Така е, јас се согласувам Тоа со е тоа праведно. потполно. Така е. Не може јас со 50 бода да влезам, а вие со 100 бода да излезете. Па токму таков случај имавме. Еве, ми каже Џабир преку примери. Значи Тоа е праведно општество. Праведно општество, па Значи, еве сега ќе ви дадам еден пример. Неодамна, минатата недела во понеделникот, ја објавивме одлуката за стоматолошки клиники. Значи, ние побаравме поништување на одлуката за избор. Побаравме од министерот за здравство да ја преиспита одговорноста на директорката. И конечно на директорката и поднесовме кривична пријава за злоупотреба на позицијата, затоа што и во казнениот закон, кривичниот законник, постои злоупотреба на дискреционото право. Во нашиот закон исто. И се тоа што направила? Значи, првиот рангиран има 100 поени, затоа што завршил во Франција и затоа што тој по сите правила и прописи тука не треба да полага. Завршил на првите 100 факултети, не знам што, и он тука не треба испитот да го полага за пријем. И тој не е примен. И тој не е примен. И тоа е само еден од примерите. Значи, последен еве најтезе ви го кажам. Тој не е примен, а примен е господин некој со 49 поени. Кај овој 100, овој 40. Со 90 не се примени. Примен 5-тиот, 12-тиот, не знам, и добро. Добро, ајде сега да видиме што ќе каже директорката. Ја викаме кај нас да образложи. Значи, дали изборот има образложение? И она вика, да, јас така оценив. Како оцени? И па така оценив. Така оценив. Добро. Врз основа на што имав интервју. Добро. Колку време траеше интервјуто? Интервјуто траеше, вика, саат време за тројца, значи по 20 минути. А и тоа не излажало, било саат време за сите. Не се. Нека биде 20 минути. И викам, добро, како мене тој со 49 поени, значи очите ми ги извади кога го видов. И викам, како овој човек со 49 поени ве толку многу ве воодушеви, што овие со 90 сите ви испаднаа. Она не ги земала у предвид тие оценките, а оценките се испит просек од факултет, писмен испит што ти дава Министерство за здравство, им дала тогаш им ги скинала пликоата, значи затворен, без ризик, они викаат дека било без ризик, да никој не се пожали за тоа, дека бил провален испитот и усмен испит. И собрани поени и сега
Викам и вие успеавте за 20 минути по човек да бидете над 5 години факултет, над писмен испит и над усмен испит. Значи тие 20 минути беа пресудни. И плюс, без никакво образложение, имаше само за сите, дека сите биле окей. Значи во интервјуто сите кандидати беа добри. Толку. Значи ти дали, што се ги прашала првен? Дали исти прашања си им поставувала па си добила различни одговори, така? Дали на прашањава некој ти дал, не знам каков одговор, друг не знам каков. Дали ти си морала по етничка припадност, еве имаме балансер, да примеш? Дали ти си морала по родова припадност да примеш? Значи имаш ли некакво образложение? Зошто овие луѓе си ги примила? Нема. Што е тоа ако не е политичко влијание? Крај. И си вика законот. Крајна неодговорност, нека не биде ни политичко влијание. Крајна неодговорност. Ама се знае дека е тоа. И плюс тоа сега толку е лесно да го откриеш политичко влијание. Па сите имаат Facebook, бре. Па ќе му влезеш на Facebook, све ќе видиш. И субјективизам и крај. И сега ако ние не се бориме тоа, значи една позитивна работа, еви тоа да кажам, после се што се случи во Елем, односно во текот додека се случуваше, отидовме на терен, разговаравме со директорот, што мене исклучително ми остави добар впечаток тој Драган Миновски. Меѓутоа, човекот кога се работеше за Бесијана Џафери, значи вака ги даваше двете раце за нејза. И се укажа без разлика што она е ќерка на председателот, ние таа не оценивме дека е со влијание. Зашто таа завршила правен факултет, адвокатура, тоа правосуден испит, се од таа страна. Завршил со лиценци за англиски, за германски јазик, се. Да работи на договори за јавни набавки, за склучување договори со странство, значи треба да е правник, треба да познава јазик. Конкуренција и беа со јазик сам. Автоматски она искача на површина. Кога дојде ред да се збори за другиот кандидат на госпожата пратеничка, извинете, имам состанок, морам да одам. Му беше срам на човекот, што да каже? Си отида, што да каже за тој? Значи за вас Борисо пуна уста го гледаш и ги гледаш оцените, завршила со 9,8 не знам просек, завршила со висок просек, положила све живо и диво, знае поише збори странски јазици него македонски. Овие другиве и јас уште се јавив кај кандидатките, уште две кандидатки беа со филолошки факултет. И викам како траеше, нели, интервјуто, што ве прашува, пошто сакам да обезбедам докази од сите страни. И вика, па ми поставија некои прашања кои што ја не бев доволно стручна, предпоставувам дека ради тоа има одбез. Зашто прашува како ви беше впечатокот, дали мислите дека сте оставиле впечаток за да ве примат или нели кога ќе те прашат како поминал, знаеш како си поминал, осеќаш. Вика, па ме праша некои прашања кои што не може, значи стручно ја прашале нешто правнички, не можело девојчето, си кажа поштено. И овој што рече, вика, јас наредив да се направат правилници за прием на нови кандидати, значи низ кои процедури се треба да се помине, кои критериуми све да се така ќе направиш, а нема да биде тој со да се бара 2 години работно искуство, а овој ти нема толку работно искуство и ти го примаш. Законот за укажувачи гарантира целосна анонимност. Буквално. И заштита. Немам сега тука примероци, меѓутоа со цивил можеме да организираме обуки од тој вид, да се промовира се повеќе законот за укажувачи, да знаат луѓето до кој степен, а се заштитени до целосен степен. Укажувачите баш онака носат точни, добри податоци, издашни, убави податоци. Да. Особено што ги пред некое време представлja од вас, како во врска и со тоа би сакал да разговараме. Во врска за тоа да ви кажам, кога кој ми беше овој интервју за да стане градоначалник, беше се соправи во она, дека треба најмногу да работиме или мојот предизвик беше подигнувањето на нивото на граѓаните на скала од 1 до 10, барем за едно ниво. Меѓутоа, морам да кажам, од досегашното скоро за годишно искуство, дека почнам да се сомневам дека тоа може да се промени за тоа и предска доходи понака дека ќе одиме чораби.
бидејќи рековме нели дека образот треба да биде чист, ама за жал свеста наша, барем во нашата средина, а не верувам дека и во другите делови на Македонија е доволно, мислам поразлично, тешко се мени. Во другиот дел, ако што сакам да зборувам е дека пред време од вас добивме представа, во која што јас и Советот требаше да постапиме по ваши инструкции за злоупотреба на службена позиција, односно дискреционно право на директорот на основното училиште, веројатно ви е познато во Росома, за избор на наставник по физичко образование горе. И ние ви одговоривме на тие, не знам дали се сте ги почитали или не сте ги почитали, меѓутоа само сакам да им скренам внимание дека вие кон представката која што ја доставите до мене и до Советот, имате и како прилог две искрени од Државен просветен завод и просветен инспектор од Државен просветен инспектор и инспектор регионален, каде што вели дека постапката за избор на наставник директорот ја извршил без повреда на закон. А вие меѓу другото тврдите дека директорот го злоупотребил своето дискреционно право заради користење на некои поволности или не знам како беше баш точно дефинирано. Па мене ме интересира како вие го утврдивте тоа, дека директорот го злоупотребил тоа, бидејќи не верувам дека ги знаете сите факти кои предпоставувам повредени во таа постапка направил представка до вас. Да, повредениот направил представка и ние ги испитуваме сите. Значи го земаме во предвид. Принципилно ќе ви кажам сега како. За конкретниот случај, да бидем искрена, не можам да се сетам, оти навистина има многу случаи. Можам да ви кажам еве за конкретниот случај за стоматологија што го спомнав сега, исто имавме и од второстепена комисија дека постапката е во ред. Значи не само инспекторот за труд, него и второстепена комисија се изјаснува дека е постапката во ред. И сега ние што правиме? Значи, само ние и народен правобранител влегуваме малце повеќе подлабоко во човековите права. Они гледаат, инспекторите гледаат, да, не. Постапил така, да, донел ова, да. Значи, како чек-листа со проверка. Има ова, нема, има, нема, има, нема. Постапил, дал. Готово, завршена работа. Во рокот, готово. Не иде понатаму подлабоко како е направено тоа. Во конкретниот случај со стоматологија, пошто тоа ми е најтаза, па затоа го кажувам често, а мислам да знаев дека ќе дојдете вие, ќе го видев предметот да се потсетам, оти преска не одговорив на прашањето, до сега имаме некаде помеѓу 700 и 800 предмети, сега не се допамтува све. Мислам да знаев дека ќе дојдете, ќе го побарав по број предметот и ќе ви кажев и конкретно. Зборам за ова последново што е. Значи, во тој случај се жалеле луѓето во инспекторатот за труд, отишол инспекторот, утврдил да се е во ред. Отишла во второстепена комисија, утврдила да се е во ред. И доаѓа сега кај нас. И сега ние принципилно ја земаме целата постапка. Значи, дали првени огласот бил јавен и транспарентен, да можат да се пријават луѓе. Прво. Второ, што се барало, нели, дали огласот соодветствува со систематизацијата. Дали систематизацијата многу скоро пред огласот се менувала, за да се креира работно место, како што беше со на Кирацовски роднините. Значи се искреирани работни места, променето со географија вработено во централен регистар, како беше случајот со географија во Скопје, за после да иде во Битола да се премести. Очигледни работи, како да ви кажам, се гледа тоа. Така се утврдуваат тие работи. Тука немаше повреди на ситови работи што ги. Добро, вие сте градоначалник, вие ги поставувате директорите. И вие треба да... Уште една работа, да ви кажам, и вие исто така наложихте на Советот да ја утврди одговорноста на
членовите на училишниот одбор. Меѓутоа, не знам дали вам ви е познато, дека Советот нема надлежност да ја утврдува одговорноста на училишниот одбор, бидејќи Советот партиципира во училишниот одбор само со 20 членови од 9 членови. Како може таа да ја утврдува одговорноста на останатите членови? Ајде да ја утврдува на тие. Мислам дека тука е клучно вие што треба да утврдите одговорноста на директорот. Јас ви одговорив дека директорот постапил правилно. Во смисла на што, еве, например, што била нашата забелешка, а вие мислите дека не сме во право. Забелешка беше конкретно што во една работа се сложи. Конкурсот беше за во Сирков, за Добро. наставник по физичко. И имаше таму вработен човек по физичко образование. И тоа е во ред, и јас се слагам, треба човек да е будала, да е од Сирково, да се работи за Сирково, а да носиш работник од Кавадац или од Росо. Апсолутно, во тој дел сме во право. Меѓутоа, Мислите, тие се во право. Да. Дека се кај во да, право. да. Тие во таа Ама не. смисла сме во право. Па и на трошоци треба да се мисли. Точно е. Јас кога би бил, јас некој кога би носил закон, би рекол дека директорот треба да ги назовести трошоците на тие што патуваат, а има кандидат некој таму. Меѓутоа, не е за пред јавноста тука, има и други некои работи кои што влијае на одлуката на директор. Председателката, сигурен сум дека ќе ве прими и во незиното работно време или ќе ви даде, или ако имате на 2 минути вие Нема после, проблем. ако немате обврски. Јас се трудам буквално на сите да оствара можност да поразговараме за се што треба, без разлика кои граѓани, па уште, пази, граѓаните си доаѓаат, ова е многу интересно, што сакам да го споделам. Граѓаните ќе си дојдат, ќе си чукнат на врата или ќе си бидат долу пред, нели, пошто пазарчето е тука блиску, па ќе ме пречекаат ја на излегување или навлегување како и да е. А некој што се на некаква функција, па преку некој друг, дали или преку секретарки или преку нешто, дали може сред вало луѓе, па секој доаѓа тука. Мислам, значи, точно дека нема време, меѓутоа буквално јас се трудам да сослушам секој што ќе оствари потреба. Сега апелирам до сите, значи ако има реално нешто што треба да се пренесе, окей, да не биде само Пинки го виде Тито колку да се направи муавет. Да биде, да не се троши времето без веза, тоа ми е муавето. Civil Media